зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Не е потребна проповед. Бил носеше маечка со дупки, фармерки и апостолки. Тоа беше неговата гардероба за буквално сите 4 години на факултет. Мора да се признае, Бил беше малку чуден, иако многу паметен, и стана христијанин додека студираше на факултет. Спроти универзитетскиот кампус имаше многу конзервативна црква, каде што луѓето ходеа скоро дотерани. Сакаа да развијат служба со студентите, но не знаеа како да го сторат тоа. Еден ден Бил одлучи да отиде таму, во неговата вообичаена облека со фармерки и скината мајца. Кога влезе, црквата беше преполна. Луѓето гледаа со малку непријатен поглед додека продолжуваше да оди низ патеката. И најпосле, не наоѓајќи седиште, седна на тепихот напред. Дотокаш луѓето беа навистина напнати. Напнатоста во воздухот беше густа. Во тоа време, пасторот забележа од задниот дел на црквата како ѓаконот бавно се упати кон Бил. Побожниот белокос господин на 80 години носеше убав костим, многу елегантен, многу достоинствен. Додека одеше на кај младиот човек, секој си велеше во себе: не можеш да го обвиниш за она што ќе го стори. Како може да очекуваш човек на негова возраст и со такво потекло да разбере еден студент кој седи на подот? Црквата беше тивка. Сите очи се вперија кон тие двајца. Пасторот не ни можеше да проповеда, додека ѓаконот не го стори она што мораше да го стори. Но сега го гледаат тој постар господин, како се наведнува со голема тешкотија и седнува веднаш до Бил и обожува со него за да не биде сам. Кога пасторот повторно завладеа со своите емоции, тој тивко рече: она што ќе го проповедам сега, никогаш нема да го заборавите. Она што туку го видовте, никогаш нема да го заборавите. Текстот на мојата проповед ова утро е Ефешаните 5:15. И така, внимавајте грижливо како живеете. Не како немудри, туку како мудри. И потоа додаде: можеби ќе бидеш единствената Библија што некои луѓе ќе ја прочитаат. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.